за пожарникарите. Браво! Како се мачат, како животот си го ставаат во опасност. Браво! Секоја чест! На 4 јули, значи нема ни 3 недели, објави видео пред пожарната овдека кај мене, у Тафталиче, у кој што ја викнав градоначалничката на Скопје. Како се викаше у моментов не ми текно и неверојатно. Ја викнав и не само неа, ги викнав сите што може да помогнат у делот на пожарникарите. Кажав дека немаат луѓе доволно. Понекогаш се тројца дежурни у пожарна на пола Скопје. Дека немаат опрема доволно. Дека у своја опрема излегуваат да гасат пожари понекогаш. Сам купил некој чизми таму или не знам што или ово. Дека нивната основна плата е 25.000 денари денес во Македонија, кога бесна инфлација веќе 3-та година, кога овие што продаваат храна и овие што се повампирија со цени, што луѓе више не може да си дозволат неколку години работи да ги купат, да ги јадат што ги јаделе пред 10-15 години. Не може сега да си дозволи да си купи таква работа. Или ако купи, да не кажам кои се тие смешни работи, купуваат еднаш месечно, колку да не го заборават вкусот на таа работа. Овие пожарникари, кои што ви ги штитат животите, домовите, кои што многу од вас спасили од тешки сообраќајки додека биле заглавени у куп лим, тамо негде сплескани. Доаѓале, сечеле, ве ваделе, ве спасувале, некои не успеле да спасат. Овие пожарникари кои што ги гледаат сите тие стравоти околу себе, загушени луѓе у запалени во пожарени згради, изгорени луѓе тоталка, јагленосани тела, кои што гледаат распарчени тела, куп месо и крв во некои си тешки сообраќајки тама. Како што беше кај ласкарци вамо и тамо и не знам каде. Кои што ги вадат тие луѓе и ги гледаат, ги доживуваат тие стресови. Земаат 25.000 денари плата, основица, па со милион дежурства со ова сона, со стаж со наш ке стигне до 35-36.000 едвај. Зборам поискусниве, најискусниве. Но основицата им е толку. Нема пожарникари, млади деца не се пријавуваат кои ќе им кажат дека првата плата дека ќе им биде 22-23.000 денес у денешно време. Сега ми текна Данела Арсовска. Зошто се правите мутави? Зошто веднаш на тие луѓе не им дадете достоинствени плати? Бар 1.000 евра треба да зема тој човек, тој пожарникар, таа пожарникарка, пошто тука у Тафталич има една пожарникарка, девојка, не знам, не можев да проценам, има, тука е негде на 30-31 година, облекла униформа, дошла тука да се пика у пожари, у вамо, у тамо да спасува луѓе. Додека вие сите дремете у вашите хациенди апартмани у Грција и се јавувате на разни луѓе тука, пријатели што ги знаете, да ги, ко се пожариве, да ги молите, кажи им тамо, викни екипа, дојдате, молам, куќата ми у близина на пожарот, викендицата, дај тоа обезбедете, на секој ќе му давам по 1.000 евра од пожарникарите што ќе дојдат. Има ли некоја логика тоа, бе? Дремете тамо по Грци, мрци и пишуете, а леле, пожарникарите, колку се жртвуваат, колку се добри, додека дремете на некоја плажа. А тој трча по тоа пожарите, по тоа шумите да ја спаси викендицата, куќата што имате тамо. И не знае од која страна ќе дувне ветерот, дали ќе смени, ветрот нема поема, пошто немаме ни квалитетна служба за известување за такви работи.
Па може да му се случи ветерот неочекувано да го сврти пожарот на другата страна, да фати огнена буре и да го спали за 3 секунди. Тоа ви исто како земјотрес, огнената бура, ако не сте знаеле, ако не сте прочитале. Ако благовремено не им јават, бегајте од тоа подрече, се смени ветрот и одувне пожарот према нас. Прашање на секунди е кога може таа огнена стихија да помине преку нив и да ги агленоси. Секојаш се сеќаваме на некои луѓе кога е нешто критично, кога треба да излезе на терен да спасува. Знаете колку млади деца си имаат откажано. Се пријавил, татко му бил пожарникар, не знам, брат му, он се пријавил да биде пожарникар. Ке дојде кој ќе прими првата плата и вика: не сум за овде. Кој работи бе денес за 25.000 бе? Градоначалничке на Скопје, сите вие околу неа, вие од центри за управување со кризи, соберете се, седнете се, соберете ги командириве, како се викаат на пожарникарски овие служби, овие единици, синдикат, миндикат, побарајте помош од државата, од не знам како идат тие работи тама. Дајте им на луѓето достоинствен живот, купете им нови камиони, кои за пожари што се. Имаат некои камиони од 80-та година. Го јадев ова гомна на 4 јули пред да се случат пожарите. Не знам дали допре, до кого допре, како допре. Зошто не допре, ако не допре? Направете, ви реков, држава достоинствена за секој граѓанин. Ние ба мамата ковидот, ние ба мамата оние педерана од Социјалдемократски сојуз. Се случи инфлација. Више многу луѓе не живеат под стандардите на нормално живење. Да не зборам што би се случило утре, не дај Боже, ти се деси природна катастрофа, земјотрес или некоја помалце природна. Не дај Боже војна, некој те бомбардира, па дури и да е твој сојузник од НАТО, од соседството, од и тие соседите што не се од НАТО, едва чекаат да не бомбардираат. Ако се од НАТО, мислите нема да не бомбардираат? Па тоа се види и за ковидот со вакцини, колку беа тие солидарни, фини. И да се случи да не бомбардираат, и да паднат 6, 7, 8, 9 ракети од центарот на Скопје. Бомби, шо да е? Нема кој да ги гаси пожарите, бе. Дали сваќате гзот колку ни е откриен за многу работи? Ако сме кај Бугари, бе, што ме боли кичната нешто денеска. Бугари, бе, шо правите вие вака нешто кој? Од Сабајле нешто лошо сте спиеле кичната. И така. Овега што го гледате, никогаш нема да биде ваш. Не ни може да биде ваш. Зашо? Тој си се кажувал дека е македонец. Не туку ни мафтајте пред очи со тие некои негови изјави што сте ги вадале од контекст, што не се довршени, што мислел нешто десето, но вие сте познати фаризери на историјата, така да кажам. Така да можете на нас македонците да ни плюкнете под прозор и толку. Да не навлагаме од други дискусии, пошто со вас не треба више дискусија, затоа по 100.001 пат ќе повикувам наши власти да ја разбуцаат
таа историска комисија или комисија за историски прашања преговори со бугарите. Баш кога ние ги плаќаме нив од джеб, нема потреба да ги плаќаме, зимаат одлични хонорари, тие внатре што се кобајаги професори. Значи, некој што е сигурен у својот идентитет, како македонците, нема потреба да преговараат и да договараат било што со било кого по прашање на нивниот собствен идентитет. Нека бркаат работа. Нема шо како најголема вест на телевизија на вести по прайм тајм излегува, денес историската комисија, председателот на историската комисија рече нема голем напредок, но сега работеле на учебниците. На кои факинг учебници работите за 6 оделение? За шо работите? Кои се лекциите у 6 оделение? Шо треба да ги дообработите, да ги измазните, да ги монтирате, да ги налепите, за тие да ви кажат шовинистите, фашистите, браво! Затоа тие никогаш нема да даат зелено светло ние да влеземе во Европска Унија. У тоа можете да бидете сигурни, затоа што ни се архи непријатели. Архи непријатели. И тоа го покажаа последните 6 години. И многу ја утнаа работата. Многу ја утнаа цела нивна стратегија. Наместо да ја спушта топката, да речат окей, да не признаат, да нас не заболе патка дали бугарите не признали или не, ќе кажам пак, но наместо да ја симна топката, да покажат вистински намери, пријателски кон нас, немаше ништо тоа да се случи. Советото го скршија договорот во наводници за пријателство, што го потпиша онаа Шугана, што беше премиер. И ние нема зошто понатака со нив било што да преговараме, за било што да им излеземе во пресред. И немаме зошто да бидеме повеќе дел од тој договор. Толку е просто. Тој договор е хартија за бришање газ, тој се раскинува. Простете, што сум малку, не би рекол нервозен, но малку така интензивен, но многу е без везе што не сакаме да учиме од сопствените грешки, од сопствената историја. Затоа секоја наредна грешка ја плаќаме 5 пати поскапо. 5 пати поскапо. Го гледав пред некој ден и тој што беше кандидат за нов председател на Квислинзиниот Социјалдемократскиот сојуз. Светов си збори таму една емисија кај Иван Мирчевски, тоа си збори, он како ова ги гледал, ги согледал работите, како знае, како... Јас да си призна дека татко му од мали нозе го турнал у партијата, го иструкал, што е приказната, што е, како да ви кажам, класична приказна за сите функционерчичи у СДС. Имале тато, мама, што ги бутнале тамо, ја. Значи, затоа од вас ви кажав во еден друг видеоклип, затоа од вас не бива ништо као партија. Затоа сте квислинзи, затоа сте со ниска точка на топење, затоа сте сервилни, затоа секое ваше владење беше обележано со дебакл, со катастрофа во однос на македонскиот народ, со тотално понижување на македонскиот народ, со спремност да се потпише секаква трговија за секакви бенефити, само за да се остане или да се дојде на власт. Заради тоа, вие од секогаш бевте мамини и татини синчиња и керкичиња. И тоа се знае, тоа тој типот, нели, до душа Иван Мирчевски го знаеше тоа, нели, како што сум го знаел ја, па го праша, па го потврди. И секој беше на некој начин во границите на... Добро, го слушаш некој лапрда, исто као прдеш на врапче, нели, у тивка мајска ноќ.
И на крај, замислите истиот тој што сака да реформира СДС, да го врати до вербата на членството, до вербата на народот што изгубиле, вика, па ја немам проблем, вика, што подпишавме договор, што го сменив името со Грција. Замислете, на крај на емисија, немал проблем што сме подпишале договорот, вика, ја немам проблем со тоа, имам проблем, вика, некој со договорот со Бугарија што го подпишавме, али овој со Грција, немам проблем. Еј, реформаторов, дечкова нема проблем што ние под брутален ултиматум и уцена партијата тогаш на власт, неговата партија го сменила името на неуспешен по неуспешен референдум, без да биде послушан македонскиот народ, без да биде консултиран. Они само кога го направи тој референдум, кога го прогласија за консултативен бил. Токму затоа остатокот од македонскиот народ 900.000 одбија да гласаат, затоа што знаеа дека е местенка. Они само ги консултираа своите предавници, членови во своите редови партиски, и сите останати у Македонија, кои што баш ги заболе дали македонците ќе си го сменат името, тие сите останати ги знаете кои се. Сите тие подпишаа договор со кој што им го сменија името на македонците, а не се македонци, овие квислинзиве се тоа друга категорија, уште повисока од овие другиве. Мислам, пониска, така да кажам. Дечки и девојки, почнете да ебете матер, ама сериозно да ебете матер. Ви реков, ебењето матер на петата колона квислинзите и државните непријатели треба да се оди по еден колосек. Кревањето на стандардот во Македонија, правењето услови, атмосфера и контекст за еден достоинствен живот во економска смисла на граѓаните, на македонците, кревањето на достоинството, валоризација на одредени професии кои што се опасни по живот, а кои што не се валоризирани, треба да се оди по друг колосек, но тие колосеци треба да бидат паралелни и да водат кон една просперитетна, стабилна држава во која луѓето ќе бидат среќни, во кој луѓето ќе можат да јадат што сакаат, да облечат што сакаат, да седнат у кафанче кога сакаат, да викнат гости дома кога сакаат, да бидат викнати на гости, да почнат да се дружат, да почнат да шетаат. Ако му прдне на обичен македонец што работи тропан во железара или не знам каде, или у некоја фабрика за текстил, ако му прдне да купи 4 карти авионски за својата фамилија, да ги однесе 7 дена, не зборам 17-20, 7 дена у Марбелја, у Шпанија, да може да си го дозволи тоа, барем 7 дена, не еден месец, како шведскиот работник, како англискиот работник, како не знам германскиот работник, ама 7 дена да рече, мојата фамилија ќе ја носам 7 дена у Марбелја со авион. И тоа да нема е терет, да не вади 5 кредити, оние педерскине за брзи пари, што исто треба да ги сечете у корен, да им поставите динамит, да им ебете мајката, што задужија стотици илјади македонски граѓани. Тоа треба само да го направите. И сте направиле се. Ви го реков ова 5 пати, ќе ви го кажам еве и 6 пат. Се сте направиле. Направете македонецот, тука мислам на сите граѓани у Македонија, но издвојувам македонец како у етничка смисла, затоа што годиниве наназад беа најпонижени од причините кои што ви ги кажувам и се уште најмногу под удар да бидат избришани и понижени. Затоа велам, дајте им, дозволете им, направете амбиент македонците во сопствената држава
да се чувствуваат како во свој собствен дом, да бидат заштитени, да бидат способни да работат, да се вработат, да заработат, да се чувствуваат задоволно среќни заради тоа што може да го валоризираат својот труд. Ако некој си ја пика главата во торба, затоа што работи некоја опасна професија, испочитувајте го. Дајте му пари. Да, ќе има помалце за вас, за некој од вас борам да турат у сопствените джебови. Ќе има помалку. Но дајте им прво на другите. Дајте им прво на другите. Олабавете инфлацијава. Кажете им на оние говеда што ставаат маржи на храна и на пијачки како им прдне на памет. Кажете им да не го прават тоа, немојте со тие приказни пазарна економија секој си ја става цената како што сака и овона. Тие се говеда, шверцери, профитери у кризни ситуации, епите и мајката. Не можеш да го продаваш ова толку, не можеш да го продаваш ова толку. Зборам за храна, за облека, за пиење, за вамо, за тамо. Отико можат некои да бидат социјално свесни, а да бидат бизнисмени или предприемачи ако сакате. Сите останати ставете ги у некоја рамка. Врзете ги кучињата. Не може така. А истото се однесува и за овие други што ги спомнам, што не доведоа до вакво тереже. Оние Социјално-демократскиот сојуз, националните предавници, што би рекол Трамп, national traitors. И овие петава колона, платеници на наши соседни држави и агентури, кои што редовно копаат, роварат, ги викате и по телевизии, и за тоа сум против. На тие гласот не смее да им се чуја, не да го викате да биде гостин у телевизија. Па уште пред очите на целата македонска јавност да ги навредува македонците, да ги множи со нула. Дали бил бугараш, дали бил ваков, дали бил онаков. Оти никој нас не вика таму у Бугарија да кажуваме своите мислења. Не можеш да се појавиш кај нив на емисија да кажеш промакедонски ставови, антибугарски и така натаму. Вие тука ги викате дома, кај нас, да ја трујат луѓево, младинава, со нивните фашистички, шовинистички тези, дека македонци не постојат пред 44 година. Дека македонските револуционери и преродбеници се бугари, или од друга страна кој ќе чуете дека ги множат со нула. Ајде батали тоа, ајде батали Мисирков, ајде гола вода, ајде овој гола вода, гола. Кај го има тоа, бе? Тргнете на тие треба гласо да не им се чуе. Да се плашат кој ќе искочат од дома, а да кажат. И ако кажат нешто против македонците, да го шепкаат тоа, да не ги чујат, да не ги снимат, а не уште по телевизија да ги викате. И за крај, што би рекол Доналд Трамп, тоест Гоце Делчев, преку устата на Доналд Трамп: Make Macedonia great again.